Виделе бе овие грчиштата околу името пас борат, пат дробат бе, леле бе колку, ама арно им кажа Мицко. Значи нац Мицко е цар. Пак да им иде тоа соло над пари да троши. Кај да идам бе? Абе вие има да решо, сексата е решо или? Ајде. Да, само дека ти не видев. Ајде, Гоце, ајде. Здраво, шефе. Ајде, здраво, ајде. Седи овде, седи. Шо преш бе, Гоце? Добар, шефе. Дома добри ли си? Добри, фала. Абе, Гоце, па 2 пати од ден ми зврскаш последниот месец. Шо е работа? Абе, шефе, па сега ти ми вети вработување уште пред изборите. Помина изборите, дојде нова година, па да видам што имаш за мене, мислам дека сум заслужил. Мислиш дека си заслужил? Мислам дека сум заслужил, јас сум најлојален, на 5 митинзи сум се дерал гласно таму. Браво. Значи, у први редови. Браво, бе, Гоцка. Да, бе, лојален си, нема спор за тоа. Слушај, за тебе имам 3 опции. Прва опција за вработување кај народниот првобранител. Мене тоа ми звучи интересно. Извинете, шефе, што ќе се замешам, ама да ви кажам дека не е избран нов правобранител и од 1 јануари таму може да има проблем за плата, нема кој да потпише плата. Добро, те прашав ли нешто? Дали нешто те прави? Што се мешаш у муабетот? Абе, ај таму бркај си работа. извинувам. Правите си муабет за грците, ајде таму. Првобранител. Па, ама ризично ми е некако вака. Не. А втора опција што е? Втора опција, во клинички центар има перална. За. Да, бе, да. И многу убаво работно место, имаат потреба од луѓе, значи ако сакаш одма ќе те вработам, од за утре си на работа. Шефе, абе таму луѓено година дена немаат земено плата, фрчат откази, луѓено бегаат од перално. Тебе те праша некој нешто? Што се мешаш у муабет? Види, перална, многу убаво. Значи, пази се. Си работиш на топличка и имаш 2 перални. Во едната перална ќе ставиш пижамчиња. Во другата перална ќе ставиш чаршавчиња. Цел ден си седиш, они си вртат. Така е топличко, убаво, фино, а? Сепак не. Колегата вика плата не земале цела година таму. Не. Абе ти за плата што се секираш? Кога тогаш ќе има плата, ќе им даваме плата? Не, што, да? Да или не? Не, да трета опција, која е третата? Трета опција, чекај да ја... Управа за водење матична евиденција. Шефе, извинете. Нема извинете, нема мешање у муабет. Ај правите си вие двајца муабет, јас со Гоце си правам муабет. Управа за водење матична евиденција. Знаеш што е тоа? Многу убаво работно место е тоа. Тоа е, еве сега да ти објаснам, некоја невеста ќе се породи, така? Да. И ќе дојде низиниот сопруг и ќе дојде кај тебе да му дадеш извод на малечкото, така? Да. И тоа е весела работа, па му честиташ, па го гушкаш ваму таму, он ти носи бомбонјерица, ти носи виски, бујро, лепота, па се запознаваш со разноразни луѓе, шириш познанства, а? Мене супер ми е ова, бе, јас сакам да го работам ова, бе. Фала ти, шефе. Фала ти многу. Така, бе, да си здрав и жив, ајде. Многу сум ти благодарен, може би ти бацувал. Нема потреба, пати ќе ви се остане. Фала ти многу, шефе, Господ здравје да ти даде, Бог да те благослови. Фала ти, Фала ти многу. Фала ти, фала ти што. Значи рачунај од 1 јануари таму си, само немој да ме избрукаш. Не, никако. Често и поштено. Фала ти многу, Ајде, Гоци. Ајде. Шефе, изгледа Малиов е неинформиран. Вработените од управата за водење матични евиденции недалава штрекуваат заради тоа што платите им се на минималец. Фала што ми кажа, ја не знаев. Шефе, Добро бе, што се љутиш ово бе? ја имам впечаток дека не го мирисаш баш Малиов. Гоце? Аха. Ич не го мирис. Ич. Зашто? Сега кој беа локалните избори, му се јавам и му викам, Гоце ми требаат луѓе за на митинзи. Аха. Шефе, не можам, утре полагам. После 2-3 дена пак го барам, крена в температура. Како бе крена температура баш кога треба да идеш на митинг? Ја, да се прашувам, ја нигде не би го пикнал овој. Ама ми се јавија од централа, викат, ајде бе, и татко му е у партија, и мајка му е у партија, најди му некоја килово работно место, колку да не седи дома. И затоа еве му сега, нека иде таму. И тоа му е многу, ако ме прашуваш мене. Управо си, шефе, што могаш брцна вака. Добро, другари, време е за пауза. Одиме на по едно бифтеч. Частиш себе. Че частам бе, че частам.